Почитана председателка на Советот за соработка со граѓанскиот сектор, почитани директор на Агенцијата за млади и спорт, почитани представници на граѓанските организации и да останати присутни. Дозволете од моје име исто така да се извинам од име на премиерот на владата заради тоа што нема да биде можност да присуствува, како што веќе кажа Маријан, и сите сме свесни во кој момент се наоѓаме, итни неодложни обврски кои што го спречија да дојде. Меѓутоа, како што и веќе рековме, ова ќе е редовна пракса и тој ќе биде присутен нормално на следните средби кога ќе се одржуваат секој месец. Денешниот повод за еден ваков собир е еден од долго пред се посакуваните за нас начини за кои сме говориле во минатото дека треба да се градат политиките. Тоа е преку директната комуникација со граѓанскиот сектор, помеѓу граѓанскиот сектор и институциите. И од таму ми представува особено задоволство што и ве гледам во олкав број, очигледно дека постои интерес и од страна наша на институциите, но пред се од страна на граѓанскиот сектор за овој вид на соработка. И ова е еден начин, конкретен пример за оно што се вика отворена влада. Не е само да се влезе во зградата и да се види како таа изгледа. Овие заложби пред се трудиме и се надеваме и ќе ни треба ваша помош да ги решиме системски. Значи, да креираме механизми во системот кои ќе предвидат, дефинираат и гарантираат учество и влијание на граѓанскиот сектор во политиките, во градењето на политиките на владата. Тоа бара и време, и посветена работа, но исто така ја бара и вашата предсе експертиза и храбар партнерски влез и посветеност во овие процеси. Идејата е заедно да го трансформираме, едноставно да го трансформираме системот. Институциите да работат по европски правила, во служба и интерес на граѓаните, отворено, отчетно и пред се одговорно. Секако дека планот и патот за реформите продолжува, зашто сум сигурен дека и денеска и ова утро дел од вас присуствува и зема учество во дискусијата во секретаријатот за европски прашања. И овие реформи, ја би рекол овие корените промени кои што ни се на сите потребни, првенствено и за граѓаните, но и за нас како држава, се пред се за издигнување на едно достоинство, за еден европски начин на кој што би сакале да ја градиме нашата држава и пред се во интерес за подобар живот за граѓаните. Во таа насока, и да бидеме и конкретни, владата планира да инициира заедно со вас идеи за модел за вклучување на најквалитетните представници од граѓанското општество во преговарачките тимови по поглавја со Европската унија. Се надеваме дека навистина брзо, дека ќе имаме можност да добиеме датум за преговори, но и да ги започнеме преговорите со Европската унија, каде што веќе зборевме дека овој вид на партнерство ни е на државата на Македонија насушно потребен. Станува збор и за пишување на одговорите по поглавја, што ќе бидат отворени, откако ќе биде утврден датумот за преговори, но пред се работи за сериозен и темелен процес во кој што треба да бидат вклучени најдобрите и најупатените без разлика од тоа каде доаѓаат, дали од институциите или пак од граѓанскиот сектор. Очекуваме и охрабруваме вклучување на представници и цели тимови од граѓанските организации и во останатите сфери. Голем дел од ресурсите што може да дадат сериозен придонес за затворање на проглавјата се наоѓаат токму во граѓанскиот сектор. И ние сите мора да се вложиме во оно што е клучен интерес за нашата држава во следниот период. И сега би се навратил за неколку конкретни работи. Борбата против корупцијата е еден од врвните приоритети. Ние сакаме да ги одвоиме нашите напори за препознавање, за спречување и решавање на коруптивните вируси што создадува ситуации на длабока политичка корупција преку континуирано зголемување на транспарентноста. Активно работиме на ова поле, зашто и подоцна малце ќе зборуваме од мојот дел на секторот кој што го покрива. Она што ни е потребно е сеопфатна, приоритетна и континуирана акција за искоренување на корупцијата на сите нива и во сите институции. Подготвуваме нова законска рамка која треба да креира зајакнати критериуми за избор на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, за сериозна експертска екипираност во таа комисија и за зајакнување на нејзините капацитети и ресурси. Овие барања дојдоа како предлог токму од граѓанските организации во текот на февруари месец оваа година. Затоа повторно ќе кажам,
Ве охрабрувам да продолжите и уште повеќе да учествувате во оваа наша заедничка борба во која владее правото и во која ќе се инсталираат најдобрите механизми за контрола и за рамнотежа внатре во системот. Денес би сакал да зборуваме за неколку серија на мерки кои ги превземавме во текот на изминатата година како потврда за нашите заложби за соработката со граѓанските организации. И тука активната транспарентност е една од клучните приоритети пред се на оваа влада. Владата подготви, како што и сами знаете, информација за објавување и ажурирање на 21 документ од јавен интерес и ги задолжи сите министерства веднаш да ги објават. Таа листа подоцна ја проширивме и на над 50 други институции, пред се институции со кои што граѓаните имаат најмногу интеракција. Направивме софтвер што ги содржи информациите за службените трошоци на министрите, замениците министри и државните секретари. Таа листа ја проширивме повторно со уште над 50 на институции, кои ги задолживме, а на некои му кажавме, да ги објават трошоците за своите носители на јавни функции. Ова значи дека подобро да не викате на службено кафе надвор од канцеларија, затоа што сите га знаат. Изминатиот период, владата одржа дебата за потребата од измени на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер, на што се работи во моментов. Оно што можам да го кажам е дека ќе бидат прифатени поголем дел од предлозите и сугестиите на граѓанските организации. Го зголемивме минималниот број на денови за консултации на ЕНЕР од 10 на 20 дена, овозможувајќи поголема можност за увид од страна на сите заинтересирани страни, но и двојно повеќе време за коментирање. Оваа промена веќе резултира со зголемување на законите објавени на ЕНЕР и зголемување пред се на бројот на коментари кои што ги добиваме од било кој од граѓаните, нормално највеќе од граѓанските организации. Само за илустрација, ако во 2016 година само 8,3% од законите биле поставени на ЕНЕР, само во првите 5 месеци од оваа година тој процент изнесува 93%. Ова значи дека повеќе не носиме закони во скратена постапка, како што тоа беше редовна пракса претходно. Туку сите законски предлог решенија ги комуницираме јавно и транспарентно. Исто така не носиме ни чести законски измени. Тоа значи дека се зголемува правната сигурност во Македонија. Но исто така и кога носиме законски измени, тоа се прави квалитетно, со консултации внатре во институциите на системот, но и надвор со граѓаните и согласно правилата. И еве повторно колку за илустрација. Во 2015 година, која што беше година во која што немаше изборни циклуси во Македонија, вкупно биле донесени, и ова исто така една фрапантна бројка, 566 измени на закони. Од овие имале извештај за проценка на влијание на регулативата само 234, односно 41,3%. Извештај за проценка на влијание на регулатива е законска обврска. На ЕНЕР биле поставени само 136, односно 24%. А за мислење да даде Министерство за информатичко општество и администрација во однос на законите, биле доставени само 80, односно едва и над 14%. Во оваа 2018 година, до денес, имаме 45 вкупно измени на закони. Од кои што се извештај за проценка на влијание на регулатива се 43, 96%, на ЕНЕР биле објавени 42, 93%, а до нас, еве, најмалце можеби од сите овие процеси приоритетно, биле доставени 38, односно 84%. Меѓутоа се гледа огромната разлика и сигурноста во системот и во почитувањето на правилата која што веќе е видлива и со бројки. Од оној аспект повторно што ние го покриваме, дигитализацијата и новите технологии денес ни овозможуваат брза и лесна комуникација. Дигиталните технологии ни овозможуваат консултациите со граѓаните и со граѓанскиот сектор да бидат секојдневна и редовна појава. Ниеден политичар веќе нема оправдување дека немал време или немал начин како да се консултира со било кој, со било која заинтересирана страна. Денес тоа е полесно од било кога. Министерството за информатичко општество и администрација започна и со активности за унапредување на политиките за објавување на отворени податоци од страна на државните институции.
Тоа уште повеќе ќе ја подобри транспарентноста и отчетноста на институциите. Но воедно и отвара можности за создавање на сосема нови бизниси, кои што ќе се базираат на основа на економскиот потенцијал од добивањето на отворените податоци. Во моментов работиме на подготовката на стратегијата и на акцијскиот план за отворени податоци, кои веќе уште следната недела, веќе најавувам, ќе бидат презентирани пред сите засегнати страни и ќе бидат достапни за забелешки и коментари. Нормално ќе се организираат и дебати по однос на овие документи. Обезбедуваме и подобрување на процесот на објавувањето на отворените податоци од страна на институциите. Во август оваа година ќе го пуштиме новиот национален портал за отворени податоци. Како што веќе веројатно знаете или можеби не знаете, ние мислиме дека за се што работиме нека знаете, Министерството го подготвува и четвртиот национален акцијски план за отворено владино партнерство. Наша цел е да имаме фокусиран и конкретен акцијски план насочен кон иновативни мерки. План кој не е гломазен и кој не е со голем број на различни мерки и цели, за да може пред се имплементацијата и реализацијата на овој план да биде конкретна и мерлива од страна на било кој што сака тоа да го следи. Во овој акцијски план централно место заземаат консултациите во и надвор од владата. Широките консултации со институциите, но пред се консултациите со јавноста, со граѓаните, граѓанските организации, академските институции и приватниот сектор. Тие се во фокусот на овој акцијски план. Дури денеска имавме предпладнето средба каде што мојот заменик министер беше на еден ваков настан во однос на отвореното владино партнерство со една од граѓанските организации. Придобивките од имплементацијата на отвореното владино партнерство не се препознаваат само во процесот на креирањето на политиките, туку и подоцна во процесот на нивната имплементација. Исто така, освен во делот на транспарентноста, отвореното владино партнерство има силно влијание и врз иновативноста, врз развојот и врз конкурентноста. За таа цел, покрај граѓанските организации, во сите процеси поврзани со заложбата на Министерството за целосна дигитализација на Македонија, вклучен е и бизнис секторот. Сите овие мерки и активности имаат една единствена цел. Тоа е граѓаните да ги имаат сите информации колку што може, физички е возможно, кои што се поврзани со работата на нивните институции. Без да имаат потреба тие да ги бараат. Без да имаат потреба да некаква активност да превземат, туку тие да им се веднаш достапни. Тоа се нивни информации. Тие информации и документи им припаѓаат на граѓаните, како што им припаѓаат и институциите. Со тоа се зголемува и довербата на граѓаните и во институциите, и во системот, но и се воспоставуваат критериуми за добро владење, кои што тешко и не верувам дека било која следна власт ќе може да ги врати назад. Особено ние од Македонија не смееме да забораваме од каде доаѓаме. Само пред една година се ова за што денеска зборуваме ни изгледаше многу далеку од реалноста. Иако помина кратко време, не смееме да забораваме како беше. И затоа треба посветено и мощно и прецизно да ги поставиме основите на новото отворено партнерство помеѓу пред се граѓаните и институциите и преку новите стратегии и акцијски планови, за да никогаш повеќе не се повтори мрачниот период низ кој што поминавме. И ова го зборувам и секаде. И од себичен политички аспект. Многу полесно за било кој политичар е да ги консултира сите заинтересирани страни и граѓанските организации во процесот на креирањето на политиките, пред да се објават, пред да влезат во процедура, да дебатираме и да заедно се договориме кои се најдобрите решенија, отколку да се бркаме после тоа и да се убедуваме во нешто во што тешко некој може се убеди, откако одлуките веќе ќе бидат донесени. И затоа не само сите овие други аспекти кои што веќе ги кажав, апсолутно најефикасно и најквалитетни одлуки се носат на ваков начин, иако некогаш трае подолго време. Меѓутоа, навистина сметам и сум цврст уверен дека квалитетот на одлуките се многу поголеми отколку што тоа би било на сосема некој друг поинаков начин. Сакам да ви се заблагодарам и за сегашната соработка и придонес. Пред се вашите аналитички капацитети и експертиза се од клучна важност и за институциите. И ни беа и
многу важна насока во креирањето на политиките кои што и до сега ги водевме. И можам да ви уверам дека и во иднина тоа ќе биде честа пракса. Оно што се надевам дека нема да го направиме е да станеме и може досадни со преголем број на консултации кои што ги правиме. Денеска имаме цел таков ден посветен на тоа, но паралелно се одвиваат и други настани. Се надевам дека сите ќе смогнеме сили, и институциите и граѓанскиот сектор, да заедно ги искреираме најдобрите политики пред се за нашите граѓани, а тоа автоматски ќе значи едно сосема ново поглавје во нашата историја и со Европската унија. Отворени сме за креативно, продуктивно партнерство и пред се проактивност од ваша страна. Заедно да создадеме и услови за нула толеранција на корупцијата, за уште повисоко ниво на отчетност на институциите, за општество на силни и еманципирани граѓани, за општество со можности за сите со пристап до ефективни, до одговорни и отворени институции. И како што веќе кажавме на почетокот, најавувам вакви и слични настани и во иднина. Отворени денови на владата и на граѓанските организации секој месец на различни теми, согласно приоритетните политики кои што се во интерес на граѓаните и согласно оно што нормално вие го работите. Преку овие месечни отворени денови да интензивираме соработката и уште повеќе да отвориме владата за да се слушне и уважи гласот на секој граѓанин. Благодарам. Почитуван министер за информатичко општество и администрација господин Дамјан Манчевски, почитувана председателка на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, почитувани представници на невладините организации, секако и на младинските невладени организации, почитувани присутни. Најпрво дозволете ми и од моје лично име и од име на Агенцијата за млади и спорт да го искажам задоволството што денеска на еден ваков начин разговараме за сите оние приоритетни политики и прашања кои што ќе се случуваат во периодот што следи, но секако и да направиме едно резиме на сето она што ние како конкретно ќе говорам за Агенцијата за млади и спорт во претходниот период, односно во една нецела година дена го направивме. Најпрвен, на мој големо задоволство, успеавме да ја смениме перцепцијата за Агенцијата за млади и спорт. Претходно оваа перцепција, ова видување за оваа агенција беше дека е оваа агенција за спорт и за градење на некои капитални инвестиции и спортски сали. Напротив, оваа агенција сега е за млади, креираме доста младински политики, заеднички на еден ваков транспарентен, инклузивен начин со младинските организации започнавме огромен број на младински проекти кои што имаат за цел да го подигнат младинскиот стандард во Република Македонија. Ке направиме една ретроспектива за сето она што се случуваше и за сето она што следи. Ке започнам со креирање на Законот за млади, кој што сите тука ќе се согласиме дека е од суштинско и витално значење за младите во Република Македонија. Започнавме еден широк консултативен процес, каде што план ние да ги посетиме сите градови во Република Македонија, да го слушнеме гласот на сите млади, да ги чуеме првенствено нивните проблеми и сето тоа да го преточиме во законско решение. Заеднички со групата на млади пратеници во Собранието на Република Македонија, потоа заеднички со младинските невладини организации, со политичките подмладоци направивме една голема група и на еден инклузивен начин го започнавме целиот овој процес. Се надевам дека за брзо време ќе имаме квалитетно законско решение кој што реално ќе ги отсликува и ќе ги решава сите проблеми кои што се соочуваат младите во Република Македонија. Паралелно на овој процес започнавме и со ревизијата на националната стратегија. Моментално постои национална младинска стратегија која е од 2016 до 2025 година, но на огромен број на сугестии на младинските организации уочивме дека реално не ги отсликува реалните потреби на младите. Заеднички со сите ресорни министерства и институции кои што се засегнати во оваа национална младинска стратегија, ќе направиме ревизија на сето тоа што го е пропишано во оваа стратегија и заеднички ќе изготвиме акцијски план 2018-2020 година до крајот на оваа година, кој што реално ќе има за цел да го подобри младинскиот стандард. На моје огромно задоволство, во март оваа година за прв пат се случи младинска тематска владина седница во Република Македонија. На една владина седница се дискутираше за младинските проблеми, која што беше
на некој начин наговестител на сето она претходно што се случи, каде што како Агенција за млади и спорт организиравме консултативни средби со младински организации. На тие консултативни средби имавме голем број на сугестии, забелешки, секако и политики кои што треба ние како владини институции да ги спроведеме. Конкретно на таа владина седница се донесоа неколку заклучоци и се формираа работни групи во однос на формирање на коменаџмент тело, потоа работна група за младинската, признавање на младинската работа, зелените работни места и така натака. Покажуваме и на некој начин секојдневно дека како влада сме отворени и како владени институции сме отворени институции кои што реално ги слушаат потребите на младите. Започнавме и процесот на гаранција за млади, каде што носител е Министерството за труд и социјална политика, каде што Агенцијата за вработување на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт се партнери во процесот на имплементација на оваа мерка, секако повторно заеднички со младинските невладени организации, генерално со сите млади во Република Македонија. Веќе започнавме оваа година со пилот проект во 3 големи општини на територија на град Скопје, во Струмица и во Гостивар. Со оваа мерка на младите директно ќе им помогнеме да најдат работно место по завршувањето на своето образование. Доколку не успееме да им најдеме работно место, до едукација и пракса, се со цел да останат поконкурентни на пазарот на трудот. Една од најважните и суштински работи за стратешка определба на Агенцијата за млади и спорт е Берлинскиот процес Рикото, каде што ние како Агенција за млади и спорт ставивме вистински акцент на сето ова што се случува. Организиравме конференција за стратешко планирање на Рикото за Западен Балкан за следните 2 години, каде што можам на мој огромно задоволство да посочам дека на некој начин се наметнуваме како лидери во регионот. За прв пат беа распишани првите грантови, каде што неколку младински невладини организации ги добија од Рикото. Тука спаѓаат и дел од основните училишта кои што исто така аплицираа и на некој начин добија грант кој што ќе го спроведат во иднина. Можам со задоволство исто да истакнам дека локалната канцеларија која што за Рикото во Република Македонија, која што ќе биде наскоро отворена, веќе влегуваме во финалните подготовки за отварање на оваа канцеларија, што значи дополнително ќе го промовираме Рикото и сите оние придобивки кои што ги имаат младите во Република Македонија за сето ова. И за на крај, да не должам многу, доаѓаме до клучното прашање како да се подобриме. Едноставно можеме да се подобриме доколку ни бидете партнери во сето ова што се случува, партнери не само во имплементација на позитивните политики кои ги носиме, партнери во процесот на креирање на одлуките, но секако и коректори за сето она што се случува. Ние не сме ниту најпаметни, ниту најдобри, ние сме само добронамерни и секако доколку нешто не чини, ќе го поправиме. Доколку нешто не е добро, ќе го исправиме и доколку нешто што имате како забелешка, ќе го преточиме во конкретно решение, се со цел да понудиме подобро вистинско владино решение. И за на крај, јас како млад човек сакам младите во Република Македонија да си ја гледаат својата еднина тука во Република Македонија, да не ја чувствуваат оваа земја како страно тело, туку напротив да се вложуваат и што е можно да дадат поголем допринос за развој не само на младите во Република Македонија, туку генерално во целост. Ви благодарам. Навистина е чест и задоволство за прв пат денеска зборувам во името на Советот за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор, така гласи името, ако не се лажам. И тоа во оваа свечена сала на владата на Република Македонија, ако се има предвид оно што го зборуваше и министерот Манчевски пред малку, каде бевме пред година и нешто и каде сме денес, веројатно не сме ни свесни колку многу сме направиле, но ние од граѓанските организации не би биле тоа што сме, ако постојано не бараме повеќе и не сме докрај задоволни со тоа што е направено. Советот за соработка помеѓу владата и граѓанските организации, за оние кои што можеби не знаат, се основаше официјално, би рекла, во мај. Во него членуваат 16 представници на граѓанските организации и 15 представници на институциите. Председателот, како што гледате, од редот на граѓанските организации и замислено е да представува едно тело, чадор тело по мене, кое што ќе биде некој последен филтер за тоа што имаме да кажеме на планот на одредени политики,
за одредени прашања за кои што представниците во Советот се одбрани. Знаете дека секој од членовите, представници на граѓанските организации се застапници за една конкретна област во која што секој од нас кој што е член е повеќе или помалку експерт, односно организацијата која што ја представува има доминантна мисија на тоа поле. Советот досега имаше 3 седници, 4-та седница е закажана за следната недела. На 3 од нив на точка на дневен ред беше стратегијата за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор 2018-2020. Како, да кажам, едно клучно прашање во содржинска смисла што го разгледувавме. И можам да ви споделам во контекст на тоа едно искуство, како гледам јас, како гледаме веројатно поголем дел од членовите на граѓанските организации и останатите колеги од институциите на она што се случува на планот на креирањето на политиките во Македонија, зборувам во оваа нова ера, една година по формирањето на новата влада. Стратегијата за соработка на владата со граѓанското општество, незиното креање и подготовка е под палката на Генералниот секретаријат, односно Оделението за соработка со граѓански организации, во директна поддршка и помош со колегите од Европската Унија преку Твининг проектот. И нормално со поддршка и изработена преку еден транспарентен процес во смисла на тоа назначени членови на работна група кои што беа одбрани на повик, кои што работеа на текстот на законот. Потоа следува серија консултативни сесии со голем број граѓански организации во повеќе наврати, би рекла. И таков текст на стратегијата ние добивме на маса како членови на Советот, не дека во претходните инстанции немавме видено секој од нас, некаде пред 3 недели, ако не се лажам. Произлезе практично дека материјалот е одлична основа, меѓутоа има голем дел од прашања кои што во текот на консултативниот процес или не биле адресирани, од не знам од кои причини, од причини веројатно на недоволна заинтересираност на учесниците од страна на граѓанските организации, но и голем дел од она што беше дадено како сугестии во текот на консултативниот процес, пак него не се најде во текстот на стратегијата и практично Советот е сега во една фаза на реотварање на консултативниот процес. Морам да кажам дека сум задоволна од она што можевме да видиме до вчера, беше рокот да се поднесат конечните предлози од представниците на граѓанските организации, од представниците на институциите на текстот на стратегијата, кои што откако ќе бидат интегрирани, ќе треба Советот како таков да изгради заеднички став. И тука е клучното прашање. Практично, улогата на овој Совет, во идеална смисла, би била да граѓанските организации и представниците на институциите успеат да обезбедат оптимален консензус за голем дел прашања, а до консензусот ќе дојдеме само доколку претходно сериозно сме ги анализирале политиките, сме имале сериозен и широко поставен процес на консултација, сме ги сослушале сугестиите од останатите, сме се потрудиле да се разбереме едни со други и само тогаш е можно да за одредени клучни барања постигнеме консензус. Јас не сум идеалиста, знам дека многу пати тоа веројатно и нема да биде случај и не идејата Советот да креира ставови само по цена на тоа тогаш кога ќе има консензус. Но идеалот е тоа. Што е она што е заклучок во 3 поенти, условно кажано, од консултативните процеси, ова што го апострофира и министерот и директорот Каевски, точно е тоа, дека ние како граѓански организации во изминативе година дена сме растргнати, малтене да учествуваме во разни процеси за креирање закони, политики и така натаму, секојдневно. Ресурсите на организациите, некои се поголеми, некои се помали, некои можат да понесат повеќе, некои не можат толку многу нормално да понесат. Јас се веќе зборувам од името на мојата организација, Фондација Отворено општество Македонија, што сметам дека е меѓу поголемите. Можам да ви кажам дека процесот е прилично интензивен и тоа е за поздравување апсолутно. Но и овој квантитет, бројот на луѓе што се консултирани за одредени политики, кога ќе ги видите, апсолутно е факт. Но треба да внимаваме дека квантитетот не сме да ни биде цел. Не сме да ни биде цел да ги отвориме процесите за масовно учество само по цена да тоа се случи.
Значи мора тој квантитет да резултира со некаков квалитет. Тоа подразбира дека за секое одредено прашање за кое што се прават консултации мора да има структура. Мора да постои структура во која што ќе биде јасно која е улогата на институцијата, односно на представниците на институцијата што седат во конкретната работна група. Која е улогата на граѓанските организации што членуваат таму. Кој е оној што ги сумира забелешките. Кој е оној што мониторира како тој процес тече и што од оно што било кажано и предложено било евентуално прифатено, а што не било прифатено, што било одбиено и така натаму, за да можеме да кажеме дека имаме структуриран начин на диалог за одредени прашања. Советот дефинитивно не смее да биде единственото тело кое што ќе го представува овој диалог помеѓу владата и граѓанските организации. Знаеме дека и сега постојат, и јас мислам дека и понатаму треба да продолжат да постојат, различни работни групи за различни секторски прашања, за различни политики, за различни закони. Постојат секторски работни групи во кои што членуваат граѓанските организации кога станува збор за секторите кои што треба да бидат финансирани од Европската унија. Постојат други механизми од страната на граѓанските организации кои што досега имале некаква структура за учествување или управување со одредени процеси и сега треба да сме паметни и да видиме која е идеалната комбинација од тие две работи за да изградиме она што го викаме структуриран диалог. Во таа смисла ги поканувам сите представници на граѓанските организации да го користат советот за да преку него, ако не успеат низ другите процеси да им се чуе гласот, ние стоиме на располагање, за тоа сме таму, да предложите, можеме ние да ги иницираме прашањата, апсолутно, но, ќе кажам, тоа е некоја крајна инстанца. Идеално би било да сите на структуриран начин бидеме вклучени во креирањето на политиките во претходните фази. И кога зборуваме за структурираниот диалог, некое прашање кое што беше начнато, ја исто така искрено се надевам дека ќе имаме прилика наскоро да се сериозно занимаваме со тоа е почетокот на преговорите со Европската унија. Точно така, представниците на граѓанските организации треба да бидат дел од мешовитите работни групи кои што ќе ги подготвуваат, ќе ги анализираат состојбите во поглавјата, ќе ги определуваат opening benchmarks, како се вика тоа на македонски, не знам, ќе ги дефинираат чекорите што треба да се постигнат за да се апроксимира и хармонизира законодавството и така натаму. Но тоа е во една фаза тоа е една втора фаза, би рекла. Мислам дека структурата за тоа како ќе изгледаат институциите, кои ќе бидат формите на консултација и учество на граѓанските организации, треба да почнеме да работиме уште денес, да не речам уште вчера. Зошто? Затоа што датумот за почеток на преговори прво не значи дека преговорите ќе почнат тогаш кога ќе ни го дадат датумот. За да почнат преговорите побрзо во дадена догледна перспектива, државата треба да биде подготвена за најголемиот дел од поглавјата, да го има изработено самостално, условно кажано, скрининг процесот за својот дел од легислативата. И мислам дека граѓанските организации можат многу да помогнат и во тој дел. Да се направи скен, зборувам за секој соодветно поглавје, истото важи, на она што постои како законска рамка, што е она што постои како институционална рамка, што е она што постои како човечки ресурси, каде ни се дупките, каде ни се јазовите, за да можеме да почнеме да работиме на пополнување на тие јазови, а сигурна сум дека ги имаме многу, за да во моментот кога ќе добиеме датум за почеток на преговори, и тој биде, да речеме, следниот јуни или следниот јануари, овој дел не биде сработен. Во тој контекст би апелирала до владата да што е можно побрзо направиме, ако треба, една тематски разговор, тематска седница за тоа кои се потенцијалните модалитети и начини за креирање на оваа институционална инфраструктура што ни треба многу скоро, па за да видиме што е тоа што таму недостасува и како може секој од нас да придонесе да направиме нешто повеќе. Веројатно има уште многу да зборувам и на планот на што се случува со РИА-та, што се случува и со ЕНЕРОД. Има тука моменти за подобрување. Кога станува збор за ЕНЕРОД, чувството ми е дека да, го продолживме периодот на консултации за 10 дена. Мислам дека начинот на кој што
треба да се изложат коментарите таму и приемот на кој што потоа наидуваат од страна на институциите не е многу стимулативен. Значи мора да се направи нешто да тоа не биде само некоја алатка која што стои таму некаде на интернет и знаеме дека ја има и дека може да реагираме, таа да биде жива алатка да може навистина да функционира. Со анализата на влијанието на проценката на влијанието на регулативата, апсолутно е за поздравување на порите што за овие нови законски решенија владата се обидува да ги прави овие анализи, но еве и од стратегијата ќе ви кажам, сега тоа не е закон, не велам дека ПВР за стратегија исто така не треба да се прави. Стратегијата за соработка, последниот документ што е пред мене, за голем дел од мерките планирани, вели не предизвикува фискални импликации или не се потребни финансиски средства. Сакам да речам, кога би имале сериозна анализа на тоа што го предлагаме и решенијата што се таму, од аспект и на влијанието и врз останатата регулатива, но и врз финансиите, веројатно вакви коментари се помалку ќе ги имаме. Јас тука ќе запрам, уште еднаш ќе повторам дека ве поканувам представниците на граѓанските организации и представниците на институциите, без разлика на тоа што имам избрани представници членови на Советот, да не контактирате во секој момент кога ви се чини дека е тоа потребно и неопходно и дека има нешто за што можеме заеднички да разговараме и да придонесеме.